Поштувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. 1.836.713 граѓани живеат во земјава. Во Тетово има 84.770 лица како резидентно население. Националното здружение Храбро срце бара пациентите со механичка потпора на работата на срцето да бидат ослободени од плаќање партиципација. Изречени 28 казни за возачи кои не ги почитуваат пешаците. Акција на СВР Тетово. Во земјава живеат 1.836.713 граѓани или 185.000 помалку од последниот попис. Ова се резултатите кои ги соопшти Државниот завод за статистика. Во Тетово пак има 84.770 лица како резидентно население. Вкупното попишано население изнесува 2.097.319 лица. Вкупното резидентно население изнесува 1.836.713 лица. Вкупното нерезидентно население изнесува 260.606 лица, опфатени со пописот. Лицата за кои податоците се преземени од административни извори изнесува 132.260. Од вкупно попишаното население, 54,21% се изјаснили како македонци, 29,52% како албанци, 3,98% како турци, 2,34% како роми, 1,18% како срби, 0,87% како бошњаци и 0,44% како власи. Од вкупното резидентно население во Република Северна Македонија, 58,44% од населението се изјаснили како македонци, 24,3% како албанци, 3,86% како турци, 2,53% како роми, 0,47% како власи, 1,3% како срби и 0,87% како бошњаци. Од вкупното нерезидентно население, опфатено со пописот, во кое спаѓаат државјаните на Република Северна Македонија осутни во странство повеќе од 12 месеци и странците времено присутни во Република Северна Македонија помалку од 12 месеци, 24,45% се изјаснили како македонци, 66,36% како албанци, 4,79% како турци, 1,02% како роми, 0,19% како власи, 0,35% како срби, 0,81% како бошњаци и друго. Бројот на странци времено присутни во Република Северна Македонија помалку од 12 месеци изнесува 1674 лица. Процентот на лица за кои податоците се преземени од административните извори од вкупно попишаното население изнесува 6,31%, а од резидентното население изнесува 7,2%. Бројот на домакинства изнесува 598.632, а просечниот број на членови на домакинствата изнесува 3,06 члена. Бројот на станови изнесува 839.174. Еве неколку показатели кои ги пресметавме од податоците од попис. Според бројот на жители, најмала е општината Зрновци со 2086 жители, а најголема општина Куманово со 98.104 жители. Густината на населеност изнесува 72,2 лица на километар квадратен. Просечната возраст на населението изнесува 40,08 години. Бројот на мажи на 1000 жени е намален и изнесува 984,3 и споредбено со претходните пописи немаме мискулитет. Забележени се 207 празни населени места. На ниво на целата држава, во споредба со податоците од пописот 2002,
Вкупното население е намалено за 185.834 лица, или за 9,2%. Бројот на домакинствата е зголемен за 34.336, или за 6,1%. Бројот на станови е зголемен за 141.031, или за 20,2%. Националното здружение Храбро срце бара пациентите со механичка потпора на работата на срцето да бидат ослободени од плаќање партиципација. Ветувањето кое го добиле од Министерството за здравство се уште не е исполнето. Пациентите со механичка потпора на работата на срцето бараат да бидат ослободени од плаќање партиципација за здравствени услуги. Од Здруженијето Храбро срце велат дека се работи само за 18 такви пациенти во земјава, за кого ќе биде големо олеснување со оглед на тоа дека имаат големи трошоци за лекување. Тие добиле ветување дека на почетокот на оваа година ќе биде исполнето нивното барање, но се уште нема реализација во пракса. Во изминатиот период, откако постоиме како здружение, ни се провлекуваат многу проблеми, како административни по однос на услугите кои што не следуваат, односно сервисирање на нашите уреди кои што се животно зрачење, исто така и со прегледите кои што ни се вршат, немаме ослободување од партиципација, животот на лицата со механичка потпора е многу скап, се издвојуваат многу средства за да може да преживееме и обстоиме до онај момент додека не се најде трајно решение, односно додека не се трансплантира ново срце. Нашето последно барање до надлежните, односно до владата и до Министерството за здравство е да не бараме дополнително ништо од она што ни е ветено години наназад. Последно ноември месец минатата година, кога се правеше програмата за ослободување од партиципација, ни беше ветено дека ние ќе бидеме вметнати во таа програма. Се работи за 18 пациенти, дека ќе бидеме ослободени од плаќање на надомест за партиципација при вршење на лекарски услуги од здравствени установи. Дополнително Здруженијето бараат и на нивните членови да им се изврши трансплантација на срце, затоа што механичката потпора не е трајно решение. Изговорите се разноразни. Јас сакам да им верувам на докторите кои што покажаа и докажаа дека се носат рамо до рамо со нивните колеги од врвните центри за трансплантација и не се сомневам дека тие можат да извршат трансплантација, односно дека се доволно стручни. И мислам дека нам не рачунаат повеќе другите од страна како моментално стабилни случаи, но имплантацијата на ваков уред значи мост до трансплантација и во поразвиените земји тоа трае 3 до 6 месеци, најмногу една година. Не дај Боже, не би сакале да се влоши кај на ситуацијата, после ќе доцна за се. Значи, кај нас треба додека не одржуваат стабилни да се најди решение. Инаку Здруженијето Храбро срце е формирано во декември 2019 година на иницијатива на пациентите со механичка потпора на срце, со поддршка од семејствата и од лекарите. Комисијата за заразни болести денеска излезе со предлог да се укине носењето заштитни маски во средните училишта. Портпаролот на комисијата доктор Злате Мехмедовиќ истакна дека епидемиолошката состојба има тренд на опаѓање и се намалуваат и болничките хоспитализации. Прво и основно секогаш, како што знаете, ја разгледуваме епидемиолошката состојба и согласно епидемиолошката состојба одлучуваме дали постои намалување на епидемиолошкиот ризик и дали може да се намалат одредени мерки, односно да се укинат некои мерки кои што се од веќе постоечките. Врз основа на она што го видовме, епидемиолошката состојба навистина има тренд на надолна линија, се намалуваат и бројот на хоспитализации, се празнат болничките капацитети, имаме намалување на бројот на новозаразени. Има една мала стагнација на репродукцијскиот број, меѓутоа тоа не значи дека капацитетот на здравствениот систем не е релаксиран во моментот. И во насока на тоа, Комисијата за заразни болести одлучи да даде препорака за укинување на маските во средните училишта. Откако знаете дека претходно помина и одлуката за укинување на маските за основните училишта. И воедно се донесе уште една одлука, а тоа е да се овозможи организирањето на екскурзии за учениците од основните и од
средните училишта. За укинувањето на останатите мерки кои што се уште на сила, ќе почекаме уште една недела. Сметаме дека трендот е позитивен, дека одиме во насока на тоа да имаме навистина позитивна, добра епидемиолошка состојба. Се намалува трансмисијата на вирусот и како резултат на тоа наредната недела се уште ќе следуваме дел од апелните мерки и ќе видиме кои се уште важи препораката за наставниот и техничкиот кадар да носат маски, додека само за учениците се укинува мерката за задолжително носење на маски, секако дека оние ученици кои што се уште сакат или родители кои што сметаат дека нивните деца се уште треба да носат маски, може да носат маски без разлика на тоа што ја укинуваме оваа задолжителна мерка. Реформите не ги правиме само за Европската Унија, туку за да живееме подобро во модерно општество, истакна вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич на пресконференцијата по средбата со сојузната министерка за ЕУ на Австрија, Каролине Едштадлер. Во овие 5 години направивме многу за да ја вратиме нашата земја на европскиот пат. Европската комисија во своите извештаи во неколку наврати препозна дека ги исполнуваме условите за добивање на датум за почеток на преговорите. Ние ќе продолжиме со спроведувањето на сериозни процеси и позитивни политики, како и на темелни реформи. Реформите не се наш приоритет само заради исполнување на нашата стратешка цел, интеграција во Европската Унија. Напротив, реформите ги спроведуваме пред се за нашите граѓани кои заслужуваат да живеат во европско и современо модерно општество. Големата пријателска поддршка од Република Австрија на Северна Македонија резултира со добри билатерални односи на политички и на економски план и отворени шанси за нивно натамошно унапредување. Австрија е меѓу нашите најважни партнери и би сакал да изразам длабока благодарност за вашата континуирана политичка и економска поддршка, како и за развојната помош обезбедена за нашата земја. Во последните 2,5 децении бевме сведоци на одлична соработка и постигнати резултати во спроведувањето на многу проекти во различни сектори, кои се од огромно значење за развојот на земјата, како што се заштита на животната средина, енергетска ефикасност и отварањето на нови работни места. Приведени неколку лица по разни основи, обид за кражба, злоупотреба на туристички престој и закана. Следуваат деталите од билтенот на Савара Тетово. Ноќеска околу 3 часот и 45 минути на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар бил лишен од слобода 39-годишникот Гостиварско Чегране, поради сомнение дека претходно со употреба на сила и алат се обидел да изврши тешка кражба во маркет во близина на градскиот фудбалски стадион. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и по документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Полицијата вчера во гостиварската населба Малеарди привела и 2 лица од Република Албанија на возраст од 39 и 44 години, поради сомнение дека го злоупотребиле туристичкиот престој, односно престојувале спротивно на целта и нелегално работеле на градежен објект. Тие биле задржани во полициската станица Гостивар и потоа предадени во одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци и реадмисија за натамошна постапка. Вчера во Гостиварски Добридол бил лишен од слобода и 62-годишникот ова село кој претходно бил пријавен од 54-годишен соселанец, дека му се заканил со остар предмет, додека пред месарница во селото како вработен во општинско комунално претпријатие извршувал работни задачи. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и по целосното расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. 35-годишна тетовка вчера во СВР Тетово пријавила дека претходниот ден во двор на Тетовско основно училиште нејзиниот малолетен син физички бил нападнат од 23-годишникот Тетово, а поради нарушени односи помеѓу нивните семејства. Се расчистува и документира случајот. 23-годишникот Тетовско Синичане вчера во СВР Тетово пријавил дека во близина на спортска обложувалница во Тетовско Камењане физички бил нападнат од 46-годишник од ова село. Се расчистува и документира случајот. Вчера вечер во СВР Тетово пријавено е дека на регионалниот пат Скопје-Тетово настанал пожар на возило БМВ со скопски регистерски ознаки, што го управувал 32-годишник од Тетовска Палатица. Нема повредени лица во пожарот, а во кој возилото целосно изгорело. Се расчистува случајот.
Изречени 28 казни за возачи кои не ги почитуваат пешаците. Во полициската контрола на Тетовско-гостиварското подрачје санкционирани и 40 други сообраќајни прекршоци. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 14 до 19 часот спровеле уште една од континуираните акцијски контроли за тоа како и колку возачите ги почитуваат нивните обврски кон пешаците. При контролата откриени се вкупно 28 прекршоци, од кои 22 на Тетовското и 6 на Гостиварското подрачје. Најголемиот број од прекршоците, односно 21, се однесувале на непропуштање на пешаците на обележани пешачки премини. Во оваа контрола исто така откриени и санкционирани се и 40 други видови сообраќајни прекршоци, од кои 39 во Тетовско и 1 во Гостиварско. СВР Тетово со апел до возачите пред пешачките премини да ја намалуваат брзината и секогаш да им даваат предност на пешаците, или на пешаците пак им се укажува да ги пременуваат улиците само на обележани премини и да ја почитуваат светлосната сигнализација на крстосниците. Со тоа и возачите и пешаците најнепосредно ќе придонесат за сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!